Добре, дојдовте назад, сега одиме со нашиот следен час, чиј наслов е Подмет и прирок. Така. На наставничката да ја дадеме една вода, бидејќи доста зборуваше до сега. На час не се пие вода, па на голем одмор ќе се напијам. Добро, може. Да, овој час имаме главни членови во реченицата, тоа се подметот и прирокот. Зошто се викаат главни членови, знаете? Не. Не знам, веројатно реченицата без нив не може да се склопи, не знам. Така. Ќе видиме, без еден од нив може, но без другиот не може да има реченица. Односно, едниот од овие членови мора да го има во реченицата. Што ќе научиме? Да се усвои поимот за подмет и прирок и да разликуваме подмет и прирок во реченицата. Често пати учениците грешат кога го пронаоѓаат подметот и прирокот во реченицата. Затоа сега ќе видиме што е всушност подметот, деца, а што е прирокот во реченицата. Овдека имаме неколку примери. Првиот е Филип игра со топката. Потоа, учениците ќе одат на излет, јаболкото падна од дрвото и пролетта пристигна. Од оздола, зошто мислите дека се подвлечени овие зборови? Сигурно се нешто важни во реченицата што му се подвлечени. Да. Кога ќе прашаме кој игра со топката, одговорот е Филип. Филип игра со топката. Кога ќе прашаме кој ќе оди на излет, одговорот е дека учениците ќе одат на излет. Така. Јаболкото падна од дрвото. Сега овде што забележуваме? Друго прашање, така? Што? Што падна, така? И пролета пристигна, исто прашуваме со што? Со што? Овие зборови, кои што ги пронаоѓаме со зборовите, односно со прашањето кој или што, зависно од реченицата, тоа е подметот во реченицата. Значи, подметот во реченицата ни означува кој го врши дејството во реченицата. Јасно е? Јасно, да. Добро, може да продолжам, така? Да. Одиме со уште неколку примери за да видиме еве зошто се овие примери со црвено. Бидејќи тие се подметот во реченицата. Ајде да ги прочитаме. Ѕидарот ѕида куќа, кој ѕида куќа? Ѕидарот. Така, значи, овдека прашуваме со прашањето кој ѕида куќа. Одговорот ќе биде ѕидарот, така? Да. Одиме понатаму. Ана? Ајде. Балерината игра. И прашуваме кој игра, одговорот не е балерината, што означува подмет во реченицата. Така, значи кој игра, балерината игра. Децата играат во дворот. Кој игра во дворот? Тука ние се со прашањето кој. Го најдовме подметот и затоа е со црвено се обележани во речениците. Сега реченицата е Дамјан учи. Кој е подметот? Кој учи? Дамјан. Така, Дамјан учи. Но, кога ќе прашаме што прави Дамјан? Тогаш одговорот не учи. Значи Дамјан нешто прави, така? Да. Тој учи. Зборот учи во оваа реченица е прирок. А дали знаете каков збор е овој прирок? Овој збор учи освен што е прирок? Глагол. Глагол. Така. Бидејќи означува и дејствие. Така, значи треба да се запомни дека секогаш прирокот во реченицата е глагол. Јасно? Јасно. Така, да си запомните. Бачи. Одиме со уште неколку примери. Делфинот плива. Значи, прашуваме што прави делфинот. За да дознаеме прирок. За да го откриеме прирокот. Значи, го прашуваме кого? Делфинот што е во реченицата? Подметот го прашуваме, што правиш ти? Така, го прашуваме подметот за да видиме кој е прирокот во реченицата. Во втората реченица, децата пијат сок. Значи, што прават децата? Пијат. Децата, така, прирок во реченицата е пијат. Истовремено и од глагол. Глагол, така. А децата што е? Ако прашаме, например, кој
Кој пие сок? Кој пие сок, Така, тогаш ќе тоа е- одговориме децата и тоа ќе биде подмет во реченицата. Така, децата е подметот, а пијат е прирокот во реченицата. Сега овде имаме една задача. Може да ја решиме? Ајде. Ајде ќе решиме задачата, после вие ќе ми кажете некој пример со подмет и со прирок. Може? Во ред. Односно едниот ќе каже реченица, а другиот ќе го најде подметот и прирокот во таа реченица. Ќе си Во ред. зададете задачи сами на себе. Одлично. Ајде сега. Првата реченица. Птиците градат гнездо. Што прават птиците? Градат, тоа е прирокот. Тоа е прирок, само прирокот ни треба овде. Само прирокот? Така. Што прават птиците? Градат. Така, одиме втората реченица. Дина дојде кај мене. Прирок е. Прирокот е дојде. Така. Во следната реченица. Ветрот дува. Добро. Што прави ветрот? Дува. Добро. И четвртата реченица. Невена пее во хор. Пее е прирокот во реченицата. Пее прирокот. Лесно можеме да го Што прави најдеме Невена? прирокот? Да. Доволно. Така, значи со прашањата многу лесно се, и уште ако знаеме што се глаголи, тогаш многу лесно ќе го откриеме прирокот во реченицата. Ајде сега да видам. Цвајнштајн експериментира секогаш. Може. Во ова реченица Цвајнштајн е подметот, а експериментира е прирокот во реченицата. Браво. Така? Ајде да видиме, така. Кажи сега ти една реченица. Сега јас една реченица. Цвајнштајн никогаш не игра фудбал. Тоа е точно. Никогаш не игра е нашиот прирок, а Цвајнштајн е подметот. Така. Одлично. Сега одиме уште со една игра, ама малку овде ни се повлечени, добро. Значи треба да го поврземе дејството со неговиот вршител. Дејството што е? Дејството е Глаголот. нашиот прирок. Глаголот. А вршителот е? Подмет. Подметот. Значи, птицата, Е наш подмет. а прирокот ќе биде? Лета. Лета. Риба е? Подмет. Подмет. И Прирокот е? плива. Плива. Сонцето? Подмет, грее е прирок. Така. И дзидарот? е подмет. Подмет, дзида, е прирок. Одлично. Па си сте научила. Опа. Деки добро објаснувате. Ви благодарам. Имаме овде уште една задача. Кој член недостасува во следниве реченици? Дали не недостасува подметот или прирокот во реченицата? Да Ова е видиме. потешко на Славеот, празно место, песна. Славеот е нашиот подмет, значи не ни фали подметот, туку ни фали прирокот. Славеот пее песна. Добро. Славеот пее песна. Одлично. Втората реченица. Празно место ги ораат нивите. Може да кажеме... Кој ги ора? Ги ора, тоа го бараме подметот, Така. бидејќи прирокот е ораат. Така. И можеме да кажеме воловите ги ораат нивите или саланите ги ораат нивите. Така, да. Одлично. Следната реченица со зајакот. Зајакот, празно место, морков. Значи имаме подмет, ни фали прирок, зајакот, грицка, морков. Така, е нашиот прирок. Грицка е нашиот прирок. Може друг прирок да... Јаде. Може и јаде. Одлично, супер. Да видиме следната реченица. Куќето, празно место во дворот. Подмет во оваа реченица ни е куќето. Така. Го бараме прирокот. Прирокот може да биде куќето лае во дворот. Може. Куќето јаде, може да биде куќето седи во дворот. Може. И тоа е прирок. Може, уште што може да биде? Куќето спие во дворот. Може и куќето трча во дворот. Трча во дворот, И има повеќе примери. Се прифаќа за точно. Само да е прирок. Да. Следната реченица. Празно Што е место солено? е солено. Морето е браво. солено. Така. Не знам што друго е солено. Морето е подмет, а солено е... А што е прирок? Немаме прирок. Немаме тука, солено е придавка. Немаме прирок, имаме само подмет. Не може да нема прирок. Не може да нема прирок. Не може. Тогаш морето е солено. Е нашиот прирок. Да. Точно. И последната реченица. Бебето, празно место. Што прави? Бебето Обично. спие.
Или Добро. плаче. Јаде, Или плаче, плаче. да, или плаче, или јаде. Или јаде. Да. Друго не може да прави бебето. Во речениците може да е изоставен подметот, но секогаш запомнете дека прирок мора да има. Значи, мора да се објасни нешто што некое действие дека се врши. Ако кажеме бевме во парк, Значи бевме. бевме, но нашиот кој? прирок. Немаме Не. подмет, така? Да. Тогаш немаме подмет. Имаме само прирок. Добро. И сега да повториме. Што е подмет во реченицата? Подмет во реченицата е вршителот на действието, а прирок е действието. Действието. Значи, оној кој што предметот во реченицата, подметот, односно, означува кој го врши действото, врши. така, а прирокот Е Врши- действото, е самото действие. самото действие. Самото действо, така. да. Наставнички, дали имаме некоја домашна задача за учениците и за нас за следниот час? Па го поместив. За домашна задача имате да завршите, да запишете 5 реченици, да не ви се Може. многу, и да го подвлечете подметот и прирокот во реченицата. Прирокот ќе го подвлечете со 2 линии, а подметот со 1 линија. По можност со црвена боичка. Одлично. Значи да И- повториме, подметот ќе го повлечете со 2 линии, а Не. со 1 линија, а прирокот Со со 2 2. линии. Затоа да повториме, бидејќи јас не испратив доволно, а сакам да си ја решам домашната. И да не заборавиме, потоа тие одговори да ги пратиме на нашите наставнички за да ги проверат и да ни кажат дали се точни. Завршиме со овој час Ви за денеска. благодарам Ви благодарам многу. и на вас. Ние можеме да одиме со еден джингл, па ќе одиме на следниот час за 5 оделение.